Поздрав до учесниците на конференцијата. Корелација на шумски пожари со расади во земјината кора. Пред се ситуацијата во Австралија во лето. Топлината во центарот на Австралија. На периферијата температурата е за неколку степени пониска, но иако има пожари и на топли места, тие се јавуваат главно на периферијата, каде што температурата е пониска и каде што е поблиску до океанот, односно влажноста е повисока. Зошто е тоа? Затоа што овие најопасни ситуации од пожар се во корелација со дефектите на земјината кора. Ова е на запад од Австралија, како и на исток и на југ, насекаде. Зошто се случува по расседите на земјината кора? Активните расиди во земјината кора значат ионизација што доведуваат до намалување на влажноста на атмосферскиот воздух, до повеќе кратно намалување на врнежите. Ова го покажуваат и експерименталните наблюдувања, оние кои пливале во морето, каде што имаат вегетација долу, често забележале во лето дека има воздушни меури кои доаѓаат од дното и може да се измери нивниот проток. Доколку има дефекти во земјината кора или земјотрес, тогаш на подводните расади се видливи фонтани со гас. Кога овие гасови ќе стигнат до површината на водата, ако има мраз на врвот, може да се забележат многу меурчиња во мразот. Ако направат дупка во мразот на овие места, дури и се појавуваат пожари, сателитските карти покажуваат дека на местата со високи концентрации на гасови на центрите на земјотресите во атмосферата се појавуваат фонтани на метан кои се шират на стотици и илјадници километри. Ова се случува во Каспиското море, во САД и во Мексико. Насекаде од епицентрите на земјотресот се шират облаци од метан. Бајкалскиот регион 2009 година немаше многу земјотреси и пожари. И тие беа само на југот на регионот, но во 2010 година имаше стотици пожари и тоа не само на југ, туку и на запад од Бајкал и на југоисток, и овие пожари беа локализирани на линеарни карактеристики линаменти. Погледнете ја картата на хипоцентрите на земјотресите, да тие одат покрај Бајкалското езеро, но таму нема пожари. И на северо-запад од Бајкалското езеро воопшто нема земјотреси. Но има стотици пожари, излегува дека таа област има магнетна аномалија и дефект во земјината кора. Следно слично во Грција, на местата каде што има метан, има масовни пожари и каде што нема метан, пожарите се споредични. Турција, во централна Турција има избувнување на метан, значи има стотици пожари. Тоа не се споредични инциденти. Во Индија пала трска. Ова е обична ситуација, но екстензивни пожари се случуваат само во случаи кога има зголемена концентрација на метан, блиску до површината на земјата. Источно од САД, пожарите често се наредени во линии и ако ја погледнете тектонската карта, да, сите или скоро сите се поврзани со расседите на земјината кора. Ова е Флорида и Тексас и некои други држави. Насекаде се е исто. Во заклучок, природните пожари се активираат во близина на расседите на земјината кора со ненормално високи магнетни полиња. Поради зголемувањето на сувите грмотевици, постои тенденција за зголемување на бројот на пожари, со зголемувањето на концентрацијата на метан во близина на површината на земјата. Отстапувањето од тенденцијата се должи на фактот што дегасирањето на метанот не е експликационо поврзано со временските услови и сувите грмотевици. И ова е оно што би посакувал оние кои се заинтересирани да работат како што се земјотресите, сушите и пожарите. Не ги сваќајте секогаш недвомислено. Занимавајте се со секој настан поединечно и дознајте ја генезата. Ви благодарам за вниманието.